Благодарам, председателе, почитувани присутни, почитуван заменик министер, почитувани медиуми. Морам да изразам жалење заради тоа што не се прифаќа овој амандман и покрај тоа што средствата добро би ни дошле за да се уредат одводните канали во споменатите места. Ќе почнам од уредување на каналот, одводен канал за атмосферска вода на улица Младинска, општина Струмица, во должина од 2 километри и 20 нови шахти. Почитувани, Струмица е голем град кој што се развива, меѓутоа кога се однесува за овој дел поплави, одводни канали, ова може да се каже дека е слабата точка на градот. Во центарот на градот, кој што веќе и почнува да се развива, да се шири и така да и центарот добива поголеми размери, во 21 век да имаме поплави на улица на која што имаме основно училиште, на која што имаме детска градинка непосредно една до друга се сместени, и за време на поројни, не мора да биде пороен дожд, при секој поголем дожд има поплавување на истата, и тоа од новиот кружен ток кај Мавровка, потоа мостот на Поранешна Кожара до улица Браќа Минкови. Проблемот не се само поплавите, проблемот е и тоа што се мешат атмосферските и фекалните води и потребно е да се одделат уличните атмосферски од фекалните води. Мешањето настанува во шахтите, каде што настанува мешање на фекалните и на атмосферските води, ради тоа што одводните цевки, фекалните одводни цевки, покрај тоа што се димензионирани така према бројот на жителите и во улицата или реонот, покрај тоа што ги прифаќаат тие фекални отпадни води, ги прифаќаат и атмосферските води од куќите, од зградите, од домовите. Сите одводните канали се така направени што сите атмосферски канали по улиците се усмерени према реките и поројот. Овие реки не се чистат доволно и ради тоа настанува, а сите рековме атмосферски канали одат према реките и поројот и настануваат поплави. Во Струмица има 5 такви канали, ќе ги спомнам, кај Печатница, новата автобуска станица, Стовариште, од улицата Гоце Делчев, Стара Чаршија, према Куклиш хотел Сириус. Сите овие атмосферски води одат во поројот на улицата Крушевска Република, која што е усмерена према мостот кај фабриката Треска. Треба да се спомне дека 2005 година локалната власт има преземено мерки, односно е работено на проектот ободни и одводни канали, тогаш СДСМ бил на власт, меѓутоа е работено само на одводни канали. Тука е фатен делот, тоа е многу големо подрачје, над Лозињата, така се вика делот, Куклиш, диспанзерот на одделението за неврологија, психијатрија, турски гробишта, фаќа горе Чамчифлит, новиот старечки дом и сите овие води преку каналот на Бетовенова улица Ристоман Попчевски излегува на улица Огражден и овие води се усмеруваат према улица Младинска. Овој канал и покрај тоа што е изграден од цевки со промер од 1300 милиметри, дел од тие цевски и се бетонирани, се од бетон, ради тоа што не се чистел редовно, е запушен и е надвор од употреба и не може да се употребува, а сите овие води од оваа големо подрачје одат баш на таа улица Младинска, која па овие води се пренасочуваат во Крушевска Република. Сега, за волја на вистината, пред локалните избори, минатата година, е започнат проектот од СДСМ за затворен канал на улица Крушевска Република. Изграден е само 1/3 од каналот, ради тоа што толку биле средствата, се чекаат нови средства наредната година и е направен таа третина од улица Караорман до Маршал Тито,
мощна модерна градба од затворен тип, меѓутоа другите две трети ќе бидат отворен тип од причини што овде има големи насипи на песок, па најверојатно чистењето би одело тешко, макар што овде се преземени сите мерки со одводните отвори, решетки за оваа третина. Трите канала кои што ги носат водите во пород на улица Крушевска Република, тука се водите и од улица Младинска. Тоа е нашиот дел кој што ние ги бараме парите за одводни канали на фактички канализација, атмосферска канализација на реонот улица Младинска да се направи, бидејќи таа се влива, тие води ќе се вливаат во овој канал на улицата Крушевска Република. И затоа така го образложувам да се свати зошто се битни овие зошто е битна оваа атмосферска канализација на улицата Младинска. Понатамо, сите овие канали се вливаат во еден главен канал, колектор канал 5, кој сега се влива пред мостот на фабриката Треска, меѓутоа, бидејќи паралелно со транзитот, а се влива под агол од 90 степени, многу често настанува запушување и враќање на овие води. Меѓутоа, верувам дека ова е земено во обзир и ќе биде решено во втората и третата етапа од изградбата на овој канал на улица Крушевска Република, каде што уште треба исто да се направи и канализациона атмосферска мрежа, уствари атмосферска канализација не само на Младинска, него 2013 година е предвидено ваква атмосферска канализација да се направи и на Ката Поцкова, која се влива во тој главен колектор. Понатаму, во Струмица, познато ни е на сите дека локалната власт веќе пети мандат е од водство на СДСМ. Секоја година по нешто да се сработело, да се направило, овие проблеми ќе биле направени. Понатаму одам на одводни канали во село Муртино, каде што предвидуваме уредување на одводните канали во село Муртино по должина на главната улица, се до влевањето во Моноспитски канал, тука е чистење, нивелирање, бетонирање и бетонирање на помалите одводни канали. Во село Муртино, каналот кој што е во сред село е бетониран, меѓутоа промашена е нивелацијата и затоа тука има застој на водата. Тој канал е долг од поштата до бензинската пумпа, така да при секој дожд настанува изливање. Населението вели дека пред секои локални избори, пред секои парламентарни избори, тие обеќаат дека ќе направат атмосферска канализација, дека канавките ќе ги направат, ќе тампонираат селските патишта, но од тоа ништо не се случува. За населеното место, село Куклиш, и тука има голем проблем, 3 големи канала, кои што воопшто не се чистат. Едниот канал со должина од 2,5 до 3 километри долг и 4 метри широк, кој што почнува од прочистителната станица, замислете, не е прочистен 15 години. Бидејќи не се чисти, поројните дождови го поплавуваат полето. Вториот канал е 900 метра, тој во пределот ги прибира водите од Куклишкото поле, кое што е под пластеници, и целата вода која оди по полските патишта и при Врнежи се излива, така што поплавува површина од 70 до 100 хектари. Оваа површина, зимата е под вода, поплавена, не може да се садат житарици, кои оваа криза и такако добро би ни дошла. Местото Багареница
од излезот на село Куклиш према село Свидовица. Таму се мали каналчиња, меѓутоа должината е голема, 4 до 5 километри. Со децении не се исчистени, а цела вода од Беласица влегува со дождовите и го оневозможува пролетното орење. И во самото село канал кој што оди од прочистителната станица. Овој канал се чисти на 3-4 години, долг е 700 до 800 метри, многу често е запушен, се собира кал, тука е училиштето, основното училиште, кое што децата не можат да дојдат до училиштето, а и ако стигнат, потоа цел ден ја дишат прашината. Да спомнам и за село Дабиле, каде што тука е помалку во однос на одводните канали, тоа се мали каналчиња, они ги викаат канавки, кои што се треба бетонирање на тие каналчиња до пред училиштето, бидејќи замислете застојна вода, мало каналче, меѓутоа се собират комарци, смрад и бетонирање на каналот од паркот до реката. Благодарам.